Почитувани гледачи, добри ни дојдовте во уште едно најново издание на неделниот музички магазин Наша сцена. Во следните 40 минути ве каниме на бројни новитети од нашите познати македонски музички имиња. Накратко го имаме Наум Петриски и Љупчо Поповски, групата Милениум од Битола со заеднички проект со Евто Попиновски, како и Владко Велјановски, кој што неодамна реализираше нов видеозапис. Повеќе останете со нас. Наша сцена не би била наша доколку не ја започнеме со наша промоција. Се разбира она што изминатиот период го сработи Орхан Роки во соработка со Импродукција. Станува збор за најновиот негов видеозапис за инструменталниот Весел Чочек. На самиот почеток на оваа наша сцена уживајте.
Битолската група Милениум обработија заеднички проект со доаенот на македонската народна песна Евто Пупиновски. Овој заеднички нивни проект ќе биде стожер за нивната престојна турнеја која што се планира од 2 октомври. Повеќе од разговорот со Милениум и Евто Пупиновски. Почитувани гледачи, им продукција тука заедно во придружба на дел од членовите од битолската група Милениум. Поточно до мене се Златко и Стефче. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Овде имаме еден убав прекрасна манифестација на која што вие имавте настап. Ајде нешто повеќе кажете ни за овој вечерашен ваш настап. Така. Ова беше првично во договорот за турнејата за Австралија со Евто. Откако договоривме турнејата, тој договори за тука во негов договор беше во организација веројатно на Самар пробишти. Така да е една одлична манифестација која во секој случај ценаме, почитувам и сакам и во години во иднина да продолжи вака. Имаше, еве кој што видовте самите, добар забавен дел, ние настапивме во покривање на оркестарскиот дел на Евто Пупиновски. Настапивме со негов репертоар, веќе пред некој месец ни беше даден репертоар, го спремивме и мислам дека супер си поминавте со нас. Навистина бевте прекрасни, се вклопивте како вие со Евто, така и Евто со вас. Сето тоа го даде и својот резултат публиката со аплауз. Што очекувате од овој проект? Па од овој проект секако ќе имаме позитивни очекувања, првенствено еве да одговори на публиката во Австралија. Таму очекуваат неколку концерти со него, а и соработката ќе продолжи на интернет план, нели? Имаме соработка со него каде што ќе има настапи, веројатно, нели ќе продолжиме вака бидејќи одлично го сработивме концертот. Стефче, прв пат одите во Австралија оваа година, ајде нешто повеќе околу подготовките, како одат, кога ќе одите? Да, прв пат настапуваме во Австралија. Ова да речеме еден проект сега пред турнејата. За прв пат настапивме со легендата на македонската музика Евто Пупиновски. Во Австралија сме од 2 октомври до крајот на месецот. Имаме повеќе концерти, 7 концерти. Ќе настапуваме во Сиднеј, во Мелбурн и во Перт. Така да ги информираме нашите таму нашинците да присуствуваат на концертите и се надевам дека ќе бидат задоволни. И исто така и вечерва, мислам дека гостите се задоволни и публиката од настапот од наша страна, од група Милениум, исто од Евто. Вие имате и богат репертоар самостоен. Тоа е последниот проект кој што го изработивте, Нишка љубовна со ноти проткаена. Колку сте задоволни од тој проект? Па со оглед на тоа дека тие веќе на социјалните мрежи активно вртат, добиваме доста лајкови, посетеност, гледаност. Ние првично сме задоволни од тоа што со ваша помош, со ваше покривање го сработивме, така да очекувам и наредни соработки проекти. Беше одлично, да. Пред таа австралиска турнеја, што може да очекува публиката од Милениум Бенд? Може би нова песна, нов видеозапис, ново албум, ново CD? Па, ние имаме веќе едно CD, и проектот со изворните песни што ги направивме. Сега ни фалат уште неколку песни, се надевам дека до пред турнејата ќе ги завршиме и така ќе можат нашите да го слушнат и ова второ CD што ќе ги издадиме. На 2 октомври рече дека заминувате? Да, заминуваме на 2 октомври, па се до крајот на месец октомври. Што очекувате пред се од нашинците од таму? Извини. Што очекувате пред се од нашинците таму во далечната земја? Молам? Па поддршка, да, сигурна поддршка и се надевам дека ќе бидат во поголем број. Да бидат успешни концертите и преполни. Се надевам. Ставите добар печаток за повторно да одите? Да. Од наша страна ќе биде сигурно така. Сосема за крај, летниот период е препон со ваши работни ангажмани, каде групата Милениум настапува? Претежно фамилиарни веселби. Веќе сме во средина на свадбарската сезона. Така да полека како ќе завршуваме тука работата, веќе не очекува за Австралија. Во секој случај сакам да поздравам сите гледачи на ИНТВ
благодарност во секој случај за вас, што не поддржувате во секој чекор, ни дувате во грб, така да без вашата помош стварно и успехот не може така лесно да дојде. Благодарност во секој случај. Само вие продолжете напред, творите на народна македонска музика, ние сме тука буквално за секој ваш чекор. Секако отворени сме за сработка. Голема благодарност до ИНТВ. Голема благодарност. Благодарим уште еднаш. Секако пријатно. Дел од заедничкиот проект кој што групата Милениум го има вечерва тука во Пробишти беше и доаенот на македонската народна песна, господинот Евто Пупиновски. Добро ни дојдовте, како се чувствувате после овој ваш навистина мощен енергичен настап? Вака прво да кажам дека вака се приближувам заради да чујам што вие зборувате, бидејќи зад нас галамат. Па во секој случај има доста народ и ние со Милениум прв пат се среќаваме. Баш сега поразговарав со Владо, нивниот член на оркестарот. Убаво го спремиле концертот, значи репертуарот. Ние го направивме нашето од наша страна, се она што треба. Малку ние од еден стручен аспект, тоа значи често се случуваат. Можда вие сте слушнале, имавме слаба контрола позади, а тоа е многу лошо за и оние што свират, а поготово тие што пеат. Сега скоро, баш му кажувам на тој Владо, му велам, јас сум човек кој што многу не дават фалби, само да ги фрлат. Баш во Вевчани, дали беше последниот пат пред 2 години, значи му придов на тој што озвучуваше, му велам, секоја ти чест. Ова, вака како ти го озвучи, не се случува секогаш, барем во Македонија. Така да и по тие околности ние своето максимално добро си го сработивме, другото да сме живи и здрави. Ако им беше добро, ќе се видиме пак, ако не им беше, да сме живи и здрави. Секако, она што од групата Милениум ни го открија е дека ќе одите на голема австралиска турнеја. Вие знам дека не одите за прв пат, одите по безброј пати. Што очекувате од оваа австралиска турнеја заедно со групата Милениум? Тие одат за прв пат. Па вака, сега јас не би ги бројал, тоа е некаде измеѓу 10 и 20 пати. Што јас очекувам? Јас би рекол, би поставив прашање што очекуваат тие што ќе дојдат таму. Прво се надевам дека ќе биде макар онака како што години наназад сум гостувал во Австралија и било, значи, била веселба, значи, максимална. Инаку ние, ова некоја моја музичка генерација, воспоставивме еден принцип таму, значи едно сат време е концертен настап, тие присутни што се присутни, значи слушаат, пратат еден концерт, а после тоа е тако, воспоставивме некој принцип и тој се почитуват и до денешен ден, после една општа веселба и нема што друго да кажам освен да се повтори она што со години, значи се повторува, веселба која макар едно добар период ќе се памети. Затоа што сите тие работи, како воопшто во животот, така и музикава, и пеењето, и кој знае добро го направи, сето тоа присутните го регистрираат. Така да се надевам дека ќе биде максимално добро. Некако дека ќе биде и сосема за крај. Кога во 86-та година ја отпеавте Лихни да кајче веслаше, дали предпоставивте или можете да предпоставивте дека навистина ќе отпеете хит кој што ќе постане балкански, не само македонски? Па вака, сега да предпоставам, јас
прво благодарам што прашањето се однесува за Лихнида, зашто ако често, јас кога правам некој ранг, една песма до кај стигнала, значи Лихнида достигнала еден од новие наши македонски позиции на македонски јазик, еден максимален дострел, значи постана балкански хит. Туѓа си бескрајно е мега хит, ама не ги пробила границите. Сега, бидејќи сте вие вака, јас би рекол, од ова време, а јас сум и од она, и од ова време, ќе ви кажам дека Лихнида едноставно во моментот постана балкански хит на просторите на бивша Југославија и во Бугарија. Така да немаше простор јас да се изненадам. Јас се изненадив, на пример, за Туѓа си бескрајно, која постана мега хит за сите генерации. Инаку, ево да ви кажам дека таа е испеана на фестивалот на народни песни во Камбера. Дали беше 92 година. И еве, да искористам приликава да ги поканам сите нашинци кои, кратко кажано, некои ја почитуваат мојата песма, кои сакат едноставно добра веселба, нека повелат, па мислам дека нема да ја промашиме работата, како и досега не сме ја промашеле, нема причина па сега воопшто да ја промашиме. Уште еднаш, нашинци од Австралија и пошироко, повелете на турнејата на Евто Пупиновски со оркестарот Милениум, која ќе трае некаде од 5 октомври и така еден месец. Одлично, ви благодарам многу за остварениот разговор и еве една отворена покана да ни бидете гости во импродукција. Со задоволство и сега уште ќе кажам, значи, нашинци, бидите добре дојдени на забави кои ќе се паметат. Благодариме. Младиот Владко Велјановски, кој што долго време живее и работи во далечната Австралија, летниот период почесто го користи да дојде тука во родната земја, Охридскиот регион, но и да реализира нов видеозапис. Поминато годишната негова гајда, овој пат има нова инструменталка. Повторно станува збор за сирулска гајда. Новина во оваа сирулска гајда е тоа што има и фрагмент со зурла, кој што го исполнува Џелјо Дастановски. Повеќе од разговорот со Владко и Џелјо. Почитувани гледачи, импродукција се наоѓа на лице место во преубавите предели на нашиот национален парк Маврово. Тука заедно со мене се Владко Велјановски и Џелјо Дастановски. Она што е најново е најновото музичко парче, односно музичко инструментално парче на гајда од добро познатиот Владко Велјановски. Владко, ајде да ни откриеш на публиката нешто повеќе околу твое ова музичко дело. Здраво до вас во емисија. Поздрав и до гледачите во Македонија и во диаспората. Тука се наоѓаме во прекрасниот објект на Маврово. Исто со мојот колега Џелјо Дастановски, што присуствува во ова ново компонирано оро. Како се вика? Орово се вика сирулска гајда. Го снимивме видеозаписот, испадна да се снима токму тука во Маврово. Така, да. Како испадна соработката помеѓу тебе и Џелјо? Како се пронајдовте пред се? Да ти кажам право, со Џелјо многу преку Facebook вака се гледаме, си допишуваме, исто како колеги, и тука стапи во контакт и лани кога бев на одмор тука во Македонија и се опрашав Џелјо дали би е во можност да присуства во моја воро и
прифати, да. Од каде идејата ете да се вметне покрај целата инструменталка од гајда, да се вметне и зурла? Од каде идејата? Чива беше идејата? Идејата лично моја ми беше, пошто навистина се две национални традиционални македонски инструменти, така да кога се слушни звуки исто и од гајда и од зурла, луѓе во многу ги креват повесело и така. Тоа малце подоцна ќе те прашам, сега Джелјо да го прашам. Джелјо, како се вклопи зурлата со гајдата? Без проблеми. До сега, како што знаат и гледачите и слушатели сите, пошто јас сум, не знам, навикнат сум да се вклопувам со сите инструменти. Пред се ми беше чест и задоволство кога колегата Владко ми понуди и ме праша дали би сакал да направиме едно заедничко оро, да му бидам гостин. Со задоволство прифатив. Таква понуда не се одбива. Пред се сме колеги, добри другари, се дружиме и се надевам дека и гледачите и слушателите ќе го прифатат орото, како што и ние така си го прифативме и ние на нас убаво. Се вклопи амбиентот? Да. Се вклопи све како што треба, како што сакавме да биде, така испадна. Што е на ново на музички план кај тебе, да искористиме приликата да те прашаме? Не знам дали уште треба да се каже. Има новости, но сепак со тек на време ќе се дознаат. Има една турнеја, ама ќе се дознае за кратко. Да. Може би има време се уште до таа турнеја? Да, има време. Не сакам да објавам се уште, но сепак ќе дојде некој ден ќе објавиме, ќе знаат сите. Ние сме токму тука за тоа. Владко, доаѓа, значи, еве, минатата година беше тука во родната Македонија, во меѓувреме со ин продукција снимаше на твое тло, што би се рекло, во Австралија, но еве пак оваа година дојде тука во Македонија и повторно твориш, повторно нова гајда, да речам, нова инструменталка. Како е прифатена гајдата во далечната Австралија? Колку луѓето таму ја бараат, колку се веселат на гајдата? Гајдата добро е прифатена кај нас. Еве, доста време ја свирам заедно и со мојот состав со Ната Бенд од Мелбурн, што исто така сакам да ги поздравам, моите колеги. Еве сега здравје, јас се враќам на 1 септември од, мислам, неделата што се враќам, имаме полни работни ангажмани, многу свадби, крштевки, прослави и така натаму. Веќе кај вас таму заживува оној пролетен, летен период, за разлика од кај нас веќе кога спласнува сето тоа. Колку сте задоволни од претходната модерна гајда, чинам дека беше заедно со Соната Бендот? Со Соната Бенд мера гајда беше, да. Презадоволни сме со соработката со импродукција, така и сакаме и да продолжиме ние заедно да работиме со Ване Петковски и ИН-ТВ. Исто и колегите се задоволни, така и добро е прифатена кај нас во Австралија. Има ли и други гајдаџи во Австралија, познати ете, или колку се негува тој инструмент, колку младите пројавуваат интерес да го свират тој инструмент? Да, имат полно. Мислам, имат многу млади што сакат да свират на гајда и убаво е што се негуваат македонската музика и овие традиционални инструменти да се зачуваат. Така да има многу талентирани музичари. И така. Сосема еве за крај. Би значило ли тоа дека во подогледно време ќе се направи еден албум од сите овие твои досегашни инструменталки, ќе ги префрлиш на носач на звук со цел на публиката да бидат достапни? Секако да, тоа ми е во план, да со тек на време го планирам и тоа. Еве, ова гајдава е крстив сирулска гајда, така на татко ми од селото Сирула, што истекнувале многу гајдаџи од тоа село. И сакам во исто време да ги поздравам и моите родители во Австралија. Така да, и при дедо ми свирал на гајда, така да јас продолжив со занајата. Продолжи традицијата понатака. Така. Многу успех понатака, Владко, и да се гледаме само за убави работи. Ви благодарам, поздрав до сите, пријатен ден.
Следно што ќе погледнеме во оваа наша сцена е легендата на македонската фолк музика Наум Петрески, кој што беше гостин во импродукција заедно со својот колега и музички соработник Љупчо Поповски. Љупчо, да напомениме дека е по потекло од Охрид, но живее и работи во Австралија како музичар. Тој остварува соработки покрај со македонските музичари и со тамошните во Австралија. Наум накратко раскажува за својата голема австралиска турнеја, како за својот летен одмор на Охридско-Струшката ривиера, но и следните планови на Наум. Почитувани гледачи, во денешната наша сцена тука во импродукција со особена чест и задоволство ќе ги најавам големите музички имиња, слободно ќе кажам, на македонската естрада, конкретно доаенот и легендата на македонската народна песна, господинот Наум Петрески и Љупчо Поповски Попев, познат музичар, текстописец, аранжер и да не набрегувам, што самите гледачи ќе слушнат и ќе разберат многу повеќе. Добре ни дојдовте. Добре најдовме, поздрав на сите. Поздрав гледачите. Одлично, ви благодариме што сте тука и што можеме еден така лежерен разговор да обавиме. Па, ајде еве Наум ќе започнеме, ете кратко да се навратиме на големата австралиска турнеја, која што навистина направивте бум на некој начин, своевидно распродадени концерти, публиката уживаше таму, нешинците се веселија на вашите песни. Она што е најбитно се пееше исклучиво македонската песна, зад се поставивте потоп на некој начин. Па да, после подолго време, значи, премногу сум задоволен од таа турнеја. Значи, после подолго време, после 9 години поточно, бев во Австралија и баш пријатно сум изненаден што се уште се негува македонската музика. Иако претежно се прават таму балкански некои забави, значи тоа измешана музика балканска. Ние пеевме исклучиво македонска музика, значи јас и Зоица и мојот оркестар комплетен тамошен. Благодарност на дечките од Легато бенд, значи прекрасни музичари. Јас многу сум пријатно изненаден. Значи во Австралија има извонредни солисти и извонредни музичари. Така да помина турнејата во многу добро расположување. Распродаени концерти, што многу ретко се дешавало. Значи од времето кога бевме со Гоце Николовски, тоа не е исклучено. Се беше до перфекција и голема благодарност на социјалното друштво Свети Наум Охридски. Значи, тоа е нешто во Македонија што го нема. Значи, прекрасна организација, се на ниво и што е најбитно, нашата македонска музика, претежно од нашиот Охридски Струшки регион. Так. Ги знаеа ли твоите најнови песни од последниот албум? Како не? Веќе, пошто ги има на YouTube, сите се информирани, најповеќе ми ја бараја ова желба последна и не си одиме рано. Од најновиот албум. Да. Љупчо, што има ново кај тебе на музички план? Еве, пред малку во неврзан разговор откривте дека заедно сте настапиле со Наум во 90-тите години. Да, беше. Ајде, Па тоа беше така случајно. Ние се дружиме со Наум години и тогаш беше Наум настапуваше на Цветници со свирач Успитнику, не знам поточно како се викаше композицијата. И јас бев со гитарата и со шеширот и со мантил таму, тој свираше Успитнику. Па така направивме една незаборавна. Да, ама таа песна после вроди една голема идеја и ја исполнивме. Ја напиша Љупчо. Се вика Отвори врати Мејано стара. Таа е една од моите поубави песни, значи испеани до сега. Баш ја опишан нашиот живот тука. Баш мејанскиот живот, така. Опуштено. Да, опуштено. Тоа потребни се тие опуштени Апсолутно, да. забави, каде што на некој начин вас токму тоа ве одмара покрај Така сите е. работни ангажмани. Љупчо сработуваше со доста голем број пејачи, значи
Да напоменеме Да. тоа дека од 93-та живеете и творите во далечната Австралија. Да, во Сиднеј се наоѓам моментално. Така, имате своје студио, ајде Да. нешто повеќе. Па со народна музика почнав многу рано. Прво забавно, па народно, знаете како ти е. Првата композиција ми беше Нотија сум останена во Валандово, Благица Калева, Крстеска тогаш. Потоа Фана Шомова ја испомени во Валандово исто. Како што спомна Наум, отвори врати Мејано Стара. Потоа Сузана Спасовска, Бог не ми проштева. И да не заборавам, можда некој ќе заборавам, се извинувам за тоа. Доста композиции. Потоа отидов во Австралија, таму еден фестивал го организирав. Мајска вечер се викаше, каде што беше многу успешен, можам да кажам. За жал не можевме финансиски да го поднесеме да продолжи. Така да таму, ево ќе го спомнам нашиот Винт Панов, зашто ако не го спомнам ќе ме отепа. Да, тоа е тоа. И значи ред други пејачи таму. Вангел Стојанов почина исто нему многу убава композиција, баш така за мајката, за туѓиња и така натака. И тоа е накратко, моето. После почнав да се занимавам со забавно. Повторно се вратив. Почнавте со забавно, па ќе завршиме. Да. Добро, јас продолжив да напоменам ево исто на Ана и напишав лани цветници. Композицијата заборавив како се вика. Ја исполнуваше Ана, многу убава композиција. Анастасија, да. Да, Анастасија. Нешто со солзи беше. Да, заборев. Се извини. Значи, тоа не е една, знаеш, Така, се. Опуснали си на некој пат е тешко и да се паметат сите музички номери. Кажавме дека живеете и творите во далечната Австралија, па ајде една паралела помеѓу музиката таму и музиката овде. Може ли да се издвои? Па не би рекол дека се издвојува. И овдека што се случува и таму. Таму едва чекаат нашите, значи нешто да се случи. И да доаѓаат на концерти, како е пред малку што спомнавме за Наум. Музички тука е исто. Значи таму се слуша исто, овде што се слуша, мало можда по-патриотски се настроени. Али во целост е исто. Што е ново на музички план, дајте бе? Има ли нови песни? Па новитети нема, моментално. Дори не поминат одмориве, па здрави од септември ќе му мислиме што викаме, кога се повлечиме в Скопје. Имам една нова песна, додека ја слушам има 5-6 месеци. Композицијата на Цане Петров од Јодитон. И од септември ќе почнеме да работаме неја, значи сакам да ја посветам внимание, а во октомври на почетокот ќе промовираме нов спот, значи за сите ловци и риболовци, да ги израдувам сите мои колеги. Направивме еден спот, значи снимање Кавенечкото ловиште, приватно, и на Тиквешкото езеро, па дел ја снимам во резиденцијата кај еден мој ловец пријател во Раштак во Скопје, Лјупчо Труба. Така да ќе многу интересен запис ќе. Одлично. Кажа дека од септември кога ќе заминете Скопје, значи ли тоа дека летниот период ќе го поминете Охридско Стручка река? Да, тука сум јас доста се некој пење, чатпат нешто нема, да слизам Струмица, нешто Скопје, нешто Битола и така. Тука се вртиме. Одлично. Стационирани сега во Да. тука во родната Македонија. Во ред, предлагам да направиме една кратка пауза со една музичка numera од Наум и повторно се враќаме назад.
Neka vide ova naša noć, što ke se pamti dolgo zborova. Se komu je potrebno dobra kapka, malku zabava. Se koga sme, zajedno taka je, dobro ke se zalije, glasno pesna zape. Nesi odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem čubuške napravi me. Nesi odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem čubuške napravi me. Samo to ake ni ostane, za ovakva noć vredi da se žive. Ajde se vidi majstore, nešto naše glasno srce. Se koga sme, zajedno taka je, dobro ke se zalije, glasno pesna zape. Nesi odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem čubuške napravi me. Nesi odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem čubuške napravi me. Nesi odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem čubuške napravi me. Nesi odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem čubuške napravi me. После овие прекрасни музички звуци од грлото нашијање на пијано, продолжуваме понатака со разговор. Љупчо, колку еве во Австралија има пејачи кои што доаѓаат кај тебе и барат да направат песна, поточно ти да им направиш песна? Па, доаѓаат доста, малце стагнира. Не знам зошто не снима. Последното снимање ми беше од Тони Трубачов. Направивме многу убав албум, убава снимка. Ги има многу пејачи. Групата Сенатор, мислам, се вика, тие снимаа исто две композиции. Порано, пак ќе речам, беше повеќе, кога имаше, например, ќе го спомна Мајска вечер, значи сакаа да снимаат за да настапат нови композиции, тогаш се снимаше повеќе. Сега ретко кој снима. Еден беше исто пак Мински, го спомнам, кој настапуваше на тие концерти. Ред
да не заборавам, некако ги поздравувам сите пејачи во Австралија, не сакам да мислам дека сум ги заборавил. Тоа е, фактички нема баш многу снимање сега моментално. Кога веќе се преориентиравте кај забавната музика, има ли тука интерес? Постои ли интерес кај помладата публика? Па видете, јас свирам со австралци во моментот. Имам на две групи и една е како трио, така, акустично. Свириме поп, джез, рок и така натака. Модерен, да. За сега тоа е. Снимам исто австралци доста од овие R&B што снима кај мене. Така се надевавме овдека да го донесеме тоа студио, некако ќе видиме дали ќе успееме за тоа. Значи, тоа е тоа. Зошто? Може би овдека повеќе се пројават интерес? Па, мојата желба од 93 година е да си дојдам назад. Се, ситуацијата не дозволува, фамилија, деца, сега внуци и така натака, значи едноставно си заглавен. Тоа е тоа, за жал, и далеку сме. Австралија е многу далеку. Али доаѓам овдека, јас секоја втора, трета година сум тук. Така, да напоменеме на публиката дека ни потекнуваше да присуствува. Јас сум од Охрид. Така. Во ред, Наум, покрај одморот на Охридско-Струшката ревиера, планирате ли некој одмор надвор од нашата земја? Што веќе бев до Албанија, на 7 дена, така. И баш сум пријатно изненаден, многу напреднале. За жал, сите не прешишаа. Само ние останавме уште да чекаме семафори горе на стража, се уште се работа, значи со години стојат тие семафори, никако да се направи нешто. Патиштата ни се рушевина. Што да кажам друго? Албанија е ојдена многу напред. Значи за 2 години колку што не сум бил во Албанија, во Валона бев. Значи тоа е што е изградено таму. Јас останав запрепастен тоа што направено е, значи тоа плажите се направени како да си во Мајами. Сум бил и Мајами, и Саут Мајами, и Вест Палм Бич, кај не сум во Непал, цела Флорида сум ја прошетал. Она баш ми заличи точно така направено. Се е насадено со нови палми, борови, се е осветлено, огромни шеталишта, плажите уредени, средени. Што да ви кажам? И се уште можеме да си дозволиме таму одмор. Мислам со нашиот стандард. Инаку многу водат во Грција, јас не ја преферирам Грција многу. Лично не ја сакам. Исто како што нас не сака, значи ја им враќам на тој начин. Апсолутно. Преферирам да одам во Албанија или Црна Гора. Се острев, да ти кажам, додам на кај Турција, меѓутоа кој се реков пак од авиони. До нос ми ја дојде. Ево, Албанија ми е на 2,5 сати, 3 сати сум во Валона. Да слушнеш за авион? Не, авион никако. Во Австралија, бога ми се изнашетавме со авиони, страшно нешто. Ја ишпартав на цела Австралија по 5-6 пати. Ние бевме директни на некој начин и индиректни ваши следбеници, со сето она што го постиравте, со сето она што на некој начин екипа од продукција беше заедно со вас, така да бевме многу повеќе запознаени со сите ваши стапки буквално речиси. Минатата година бевте и во Далмација, Хрватското приморје. Да, одам секој пат, значи од Опатија до Дубровник, тоа ми е релација секој пат за нуркање, за риболов, дружење, имам доста пријатели. Така да ги користам тие последни зраци на сонцето би рекол октомври, да прошетам натаму обавез. И со моето нуркачко друштво Амфора, така е, да ги поздравам сите колеги и другари. Се спремаме сега пак да одиме на кај Дубровник и Цавтат. Значи октомври ни е дестинација на 5-6 дена одиме обавез. Што има таму што толку ви привлекува да нуркате? Има многу убави работи да се видат, значи има подводни музеи, би рекол. Да ги наречам, има многу убави места да се видат. Амфори, потопени бродови. Значи, што Роман Абрамович ја држи јахтата во Цавтат,
се знае, ништо не е случајно. Има што да се види. А и тој нуркав со нашиот клуб, да. Одлично. На некој начин сте воспоставиле близка сработка. Така, да. Така. Тоа е се нормално. Да. Мичо, колку ви е од далечната Австралија, со оглед на тоа што тука во нашата земја ги имаме Валандово, Цветници, Роса, да не ги набројувам, значи Леточкиот фестивал, колку успевате да ги следите сите тие фестивали и на некој начин да дадете музичка критика за еден таков фестивал? Видете, таму доста се гледа ИНТВ, значи ИНТВ се гледа. Не, доста Други, секоја куќа. Сите го гледа, мислам, Докај што сум влегол, Значи тие ги следат настаните што се случува, благодарејќи на ИНТВ. Разликата, не знам како да кажам, мислам, ист македонската музика е македонска, сега има нормално помодерна да е наречам, не знам, се оформува некој друг бранд на нашата народна музика. Колку е добро може да е лошо. Да има музика за сечи и вкус. Да, точно, значи, али да не се избега премногу. Ако веќе е македонски фестивал, нека биде македонски фестивал, значи да не избегаме од тоа. Друго што би рекол, тоа иначе има доста нови, ево, наум доста го слушат, мислам, тие негови нови работи. Правец на македонска музика. Малку да ја освежиме со некои нови вибрации, би рекол. Малку понов мелост, малку да е поп забавно, народно и така. Да се приближиме до помладите генерации, значи да не е она стереотипно. Валандова сме ја слушале од 85-та, да речеме, 6-та до 95-та, 6-та беше тој стереотипен начин на музика. Некоја, да, како во рамка и многу звучат исто, значи како да се копираат песни, мислам, ако една песна мислиш дека е препеана на... Ова имам слушнато, мислам дека е презасите можда и тој. И затоа се бега од тоа. Нешто да се освежи, нешто поново. Добро, предлагам да одмориме повторно се една музичка номера и повторно да се вратиме назад со разговорот. Ne im sudev ja za drugite. Što je moje, ke si ostane, ubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve. Što je moje, ke si ostane, ubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve. Daj uše iskreno, kaj ušteluje društvo golemo. Leta život od leta, vreme to moja mejano. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, kaj ušteluje društvo golemo. Vreme to moja mejano. Pev ne se krijev nikogaš, srce v bitki bijev ne se predavav. Čisti duši, znamke spasi me, pokraj ženi ubavi, ke se skrasi me. Čisti duši, znamke spasi me,
край жени убави ке се скрасиме. Дај уште вино, моја судбино, дај уште песни, нешто искрено, дај уште луѓе, друштво големо, лета животот, лета времето, моја Меано. Дај уште вино, моја судбино, дај уште песни, нешто искрено, дај уште луѓе, друштво големо, лета животот, лета времето, моја Меано. Искрено, дај уште луѓе, друштво големо, лета животот, лета времето, моја Меано. Дај уште вино, моја судбино, дај уште песни, нешто искрено, дај уште луѓе, друштво големо, лета животот, лета времето, моја Меано. Липчо, она што сакам да го наметнам во изминативе неколку години, актуелно е тука во нашата земја, се поголем замав зема препевувањето на познатите хитовски рефрени кои што навистина оставија трага во 90-тите години од страна на помладата популација. Колку е тоа добро, ете од една страна, колку е лошо, ете ваше мислење? Добро ќе биде ако веќе тоа е препевување, значи да не се оди до некој си екстремни, да речем, да не претеруваат во промената на, да сакам да кажем, на тој аранжман, на самата композиција. Се не можеш ти да го спомнам Лазарополе да го претвориш во некој си... Во фанк. Можеш, мислам, можеш добро све да направиш, ама да не се претерај, би рекол. Добри се. Некои се добри, некои се лоши. Јас секој пат сум им советувал и да помладите, значи колеги, колешки. Да, убаво е тоа што ќе се навратат, ќе се освежат песни, некои нови, лево десно или постарите да се вратат на постана и некои хитови, што тогаш, да, тогаш не биле хитови, ева сега постана хитови. Меѓутоа се претерува во однос што не творат своја музика. Значи секој треба да си има свој пристап према музиката и свој начин на изведба. Тоа е за мене најбитното, да си препознати, а не да те познаваш што си отпел моја песна или некоја друга. Или... На некој начин сам свој имидж. Зашто оригиналот секој пат си оригинал. Така е. Нема... Се уште колку време сте тука во Лорнието? Па на 6-ти одам. Значи сега заминувам. А 5 ти правиме испрачајка. Гора дожда. Да. Па јас би сакал да останам подолго, но имам и таму обрски, значи јас сум тука од 23 мај дојдов. Значи веќе 2,5 месеци морам да се вратам назад. Па до година планирам. За жал мора да си оди. Ама година се надевам дека ќе дојдам пак и ќе продолжи, а ќе се гледаме. Ев година внучињата и тука сите заедно. Да сме здрави и живи, секој ден. Па ќе има, значи печено прасе сигурно. Ќе има дивеч, значи елен во земјани тави
И 2 јагули колку што имам уште во фрижидер. Ги подготви јагулите? Се знае. Така прашувам. И за крапче и за сомче. Одлично. Одлично, ми беше задоволство за стварениот разговор. Лјупчо, повторно видување во некоја следна прилика. Добри поздрави до сите наши во тамошната диаспора во Австралија. И наум секако, тука сме во заедничка соработка. Секогаш отворени, така. Ево да искористам ова прилика сега да ги поздравам сите наши во диаспората. Значи, јас сум кум на 3 места во Австралија. А имам и мои кумови па живеат таму, цртат живописи и фрески по манастирите. Тони Чурковски и Васе Чурковска, и да ги поздравам. И да ги поздравам сите пак, ќе кажам наши. Ресторан Канео, да си го поздравиме, Кира и Клементина. Бидејќи точно така, ма го имавме на слика, така. Многу убав амбиент, баш како да си сме во Охрид. И прекрасни луѓе, прекрасни Убаво дружење. чувства, да. И македонска музика исклучува. Значи, староградската, охридска музика. Това е најдобриот рецепт за секоја една забава. И благодарам уште еднаш за разговорот. Благодариме исто. Благодариме исто на поканата. И тука некаде завршуваме со ова најново издание на наша сцена. Верувам дека сте побогати со сите информации кои што ви ги пласиравме за музичарите кои што ги видовте во изминативе неколку минути со нивните разговори, особено во овој летен период, како и нивните бројни настапи ширум нашата земја. Голема благодарност до бутиците Мис Сара од Струга кои што се погрижија за мојот денешен изглед. Секако благодарност и до вас за целото внимание со кое што не следете. Повторна средба ви закажувам за точно 7 дена на оваа фреквенција. Довидување.